Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро и ово утро од студиото на Радио Глас на надежда. Денеска е 28 април, четврток 2022 година. 118 ден во оваа календарска година или уште 247 дена до крајот на оваа година. Верувам дека сте добро почитувани гледачи, дека се одморивте ноќеска. Па еве денеска пред нас нов ден, нови радости, нови предизвици. Имаме убав сончев ден во нашата република. Сонцето утрово изгреа во 5 часот и 34 минути, а ќе зајде во 19 часот и 26 минути. Што се однесува до воздухот во Кавадарци, според мерната станица имаме денеска чист воздух, така да слободно може да излезете, да се прошетате и да го искористите топлото време. Што се однесува до временската прогноза, таа вели дека денеска ќе имаме сончево со мала до умерена облачност. Попладне ќе има локални појави на краткотраен дожд и ретки грмежи. Ќе дува умерен, а вдолж поврдарието засилен северен ветер. Гледајќи картата на Македонија и бројките кои овде стојат, значи имаме релативно високи температури, што се однесува до утринските беа високи. Еве, например, во Теквишијат имавме преку ноќта од 11, а ќе се искаче денеска температурата до 25 степени. Во Гевгелискиот регион од 9 до 27, Беровскиот, Кочанскиот регион, секако Берово е повисоко, Коченик има повисока температура, но од 4 до 19 во тој регион, во Кумановскиот регион од 9 до 18, во Скопската котлина од 10 до 22, Тетовскиот полошкиот регион од 4 до 15, Охридскиот од 7 до 21 и во Пелагонија, Бителскиот, Прилепскиот регион од 8 до 22 степени. За разлика од вчера, денеска имаме малце пониски температури, но се уште се добри, топло е, така да искористите ги, бидејќи веќе од утре ќе имаме малку промена на времето, значи температурата за степен 2 ќе се намали, но таму веќе некаде во следните денови ќе имаме значи и дожд. Променливо време, но температурите ќе се движат највисоки до 20-21 степен за викенд и во недела. Ќе видиме утре што ќе ни каже прогнозата за првомајските празници. По традиција, како што се сеќаваме, почитувани гледачи, за 1 мај секогаш барем, ако не цел ден, после пладне заврнува дожд, така да ќе видиме и ова година како ќе биде, бидејќи 1 мај се паѓа во недела, така да понеделник ќе биде неработен ден, но бидејќи е 1 мај, сигурно во недела ќе бидат полни излетничките места со луѓе кои ќе излезат да бидат во природа, но ќе видиме како ќе не биде времето за време на првомајските празници. Значи, утре ќе имаме променливо, облачно и посвежо време со слаб до умерен, а вдолж поврдарието повремено засилен северен ветер. Значи, утре веќе ќе има промена на времето, повеќе ќе имаме облаци, ќе биде пак топло, но сонцето ќе биде заскриено, што се вели. Еве, отприлика тоа беше прогноза за времето, за денес и за утре. Значи, денеска ќе имаме се уште сончеви интервали и потопло, но утре веќе ќе имаме малце паѓање на температурата. Вие кои возите, Автомотосојузот не известува дека сообраќајот
се одвива по државните патишта непречено по суви коловози. Интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. И навистина, ако одите малце надвор од градовите, ретко се возат автомобили, луѓе одат таму кај што треба, зашто горивото е навистина изгор, доста е скапо и не се исплаќа така човек да се вози, кај што се вели, без некоја потреба. Кој има потреба, секако колата се користи, но навистина возењето станува помалку и луксус, зашто навистина е според нашиот буџет, односно според платите во Македонија, горивото е навистина доста високо. Иако владата вели дека имаме најефтино гориво од соседството, може би е така, но платите се меѓу најниските во Македонија и затоа возењето станува луксус или само тамо кај што се треба да се вози хитно се употребува колата. Како е да е, секој има право да одлучува дали ќе користи колата или не, но да бидеме внимателни сите ние кои возиме во градски средини, да ги почитуваме пешачките премини, каде што пешаците имаат предност, посебно децата, иако училиштата се уште се затворени, но како и да е, раздвиженоста е голема по градовите и селата и затоа да бидеме внимателни како возачи, почитувани гледачи, но и вие како пешаци бидете внимателни каде и на кое место ја поминувате улицата. Спомнавме дека денеска е 28 април, да видиме што се случило на денешен ден во текот на историјата. Во 1758 година роден е американскиот државник Джеймс Монро, председател на Соединетите американски држави од 1870 година до 1925 година. Во 1823 година на денешен ден ја прокламирал Монровата доктрина под мотото Америка на американците. Основната цел на оваа мото беше да се потиснат европските сили од американското тло. Добро, одиме понатаму. Нешто поврзано со македонската историја. На денешен ден, 1903 година во Солун, од 28 до 30 април, група македонски интелектуалци формирана со динамитни акции да се предизвика интервенција на европските сили во Македонија, да се запозна европската јавност за состојбата во Македонија. Ги дигна во воздух францускиот брод Гвадалкивир, Отоманската банка, поштата, плинарницата и други јавни објекти. Значи, тоа се случило во Солун, 1903 година. Група македонски активисти направиле такви работи, ги дигнале во воздух само за да се подигне свеста кај европејците за македонското прашање. Познати како Солунските атентати, извршени неколку месеци пред Илинденското востание, представуваат најкрупен настан кој предизвика силен ефект во европската јавност и во европската дипломатија. Добро, одиме понатаму. 1919 година на денешен ден на мировната конференција во Париз, на која учествувале 32 држави, вклучувајќи го и кралството на србите, харватите и словенците, основано било Друштвото на народите. Сите држави подписнички биле обврзани на заедничка акција против агресија, се откажале од употреба на сила и ја прифатиле обврската за мирно решавање на споровите. Меѓутоа знаеме дека после неколку години се случи и Втората светска војна, така да што се вели, хартијата се трпи. Луѓе подпишуваат мировни договори, но додека мастилото уште не се исушило, веќе најавуваат нови војни, планираат нови напади и поробување на народи. Навистина, имало такви мировни спогодби многу во минатото, но сепак луѓето, државите ги водат војните или тие кои тоа го подпишале. Еден податок, во 1937 година роден е ирачкиот диктатор Садам Хусеини. На власта во Ирак дошол во 1979 година, која како подпредседател на владечкиот совет на револуционерната команда го симнал од власт шефот на државата Ахмед Хасан
al-Bakar. Знаеме дека тој човек беше убиен, тоа ни е свежо во меморијата, под наводна оптужба дека произведувал хемиско оружје, но после се испостави дека немало такво производство, но еве го симна од власт и зверски го убија американците, како што тоа се случило во историјата. Еве уште еден податок, во 1952 година Јапонија го по поразот во Втората светска војна ја вратиле сувереноста и независноста откако стапил на сила мировниот договор постигнат во Сан Франциско во 1951 година. Гледате, почитувани, многу мировни договори, многу подписи, но и ден денес се водат војни. Ги прекршуваат тие договори тие истите држави, истите сили кои ставиле подпис на тие мировни договори. Има многу настани што се случиле, се забележени во овој флеш на информации, но ќе прочитам само уште некој кој можеби е поинтересно. Еве, во 2008 година најмалку 20 луѓе загинале, а 420 биле повредени во сударот на 2 патнички воза на исток од Кина. Несреќата се случила кога возот кој се обраќал од Пекинг кон летовалиштето Кингао скршнал од шините и се удрил во местото Цибо во провинцијата Шандонг со друг воз кој доаѓал од спротивниот правец од летовалиштето Јантај. Интересно и чудно. Возот очигледно излетел од чините и во тој миг се појавува другиот воз од другата страна и се судриле. И еве уште еден податок, 2012 година умрел Милан Фирфов, редовен професор во пензија на Факултетот за уметнички уметности. Фирфов беше истакнат музички работник, диригент, пианист и оперски пејач. Ке остане запаметен по многобројните солистички и концертни настапи на разни музички манифестации во државата и во странство како исклучителен професор по соло пеење и клавир. Значи, тоа е Милан Фирфов кој починал на денешен ден 2012 година. Еве, почитувани гледачи, тоа беа почетните сервис информации. Следете нашата емисија, имаме денеска приготвено убави содржини и се надевам дека ќе го привлечат вашето внимание. Одиме сега со почетната песна.
vodi me dan za danom i uvijek meni budi, budi jedini Bog, Isuse ti, budi uvijek sa mnom, kroz ove dane noći, ne mi dok svijeta Bog, i samo ti, vodi me dan za danom i uvijek meni budi, budi jedini Bog, i uvijek meni budi, budi jedini Bog. Продължаваме со нашата програма, почитувани гледачи, пред да ги проследиме капки на мудроста и кратка приказна. Би сакал да ви поздравам сите вас кои редовно ја следите нашата утринска програма, а и вие кои можеби повремено се вклучувате или ја следите како снимак, бидејќи ова емисија се снима и се пушта, односно се става на нашиот YouTube канал Радио Глас на надежта и на нашата Facebook страна. Поздрав до гледачите во Чаир. Тоа е секако Скопје, имаме голема група, во централна Србија не следат, во Неготино имаме, значи овде во комшиите, голема група, Кавадрси секако, Холандија, Босна Херцеговина, Војводина, Батен-Витенберг, Крапина во Загорје, Ново село, Струмичко, Колешино, тоа се по регии, но по земји, еве, значи Македонија секако најмногу не следат, Србија, Германија, Хрватска, Босна Херцеговина, Австралија, Бугарија, Швајцарија, Америка, Англија. Тоа се регистрирани според Facebook. Што се однесува до гледаноста по старост, секако најмногу напредњача, што се вели, групата од 55 до 65 години, значи годиште по години, имаме повеќе од женскиот пол секако, еве, например, на 65 години не следат 25 жени, мислам од женската популација, од 55 до 64 имаме 15 мажи, 20 жени, од 45 до 54 години некаде изедначено 13 со 12 и подолако одиме по младата генерација од 35 до 44 не следат 10 мажи, 7 жени, така натаму. Значи ви благодариме на вашата гледаност што не следите, иако е утро, некои од младите се уште спијат или се на работа, но верувам дека и од своето работно место, ако им дозволува можноста, го уклучуваат мобилниот и ја следат во живо нашата програма. Почитувани гледачи, имаме интересни капки на мудроста, што сакам сега да ги проследам, да ги прочитам. Која штеди прачката, го мрази својот син, а кој го љуби, го казнува на време. Секако не треба да ги тепаме со прачки, со нашите деца, но треба, значи, некојаш да бидеме малце построги за нивно добро. Бидејќи разгаленото дете не е добро, така да расте и тоа ќе му смета подоцна во неговиот живот. Кога овде Соломон вели која штеди прачката, секако може би тоа е една символика, но понекогаш треба да бидеме и да им кажеме на децата додека се мали некои работи, зашто Соломон вели учи го детето додека е мало и кога ќе порасне нема да отстапи од она што си го учил. Подобро е малку страф од Господа отколку големо богатство и немир со него. Големите богатства што некои ги имат немир луѓето од нив. Не може да спијат. Дали, например, еве сега кога беше короната за овие 2 години, колку акции изгубија луѓето, колку големи богатства, зашто фабриките им се затворија и бизнисот им запре. Така да имаме толку колку што ни е потребно за нашиот живот и да бидеме задоволни. Секако не е грев да биде човекот богат, меѓутоа да не биде богатството на некое прво место и од тоа да добиеме некоја болест, некој стрес ако еден ден се изгуби. Така да она што Господ ни го дава и со тоа да бидеме задоволни. Да се има мир во душата е најголема среќа. Тоа е важното. Мирот не се купува со пари. Има луѓе кои имат секурити, обезбедување, зашто можеби се плашат за својот живот, но тоа не е мир. Или постуват камери. Тоа не е лошо човек да си постави камери ради некоја сигурност, меѓутоа ако имаш мир во душата,
Во срцето тоа е најголема среќа. Лесно да простиш на некого кој те излажал, но тешко е да си простиш себе си што си верувал. Запомни дека срцето кој е исполнето со благодарност, скоро секогаш е исполнето со среќа. Затоа благодарноста е многу важна да ја одгледуваме во нашиот живот. Молкот на повредениот е посилен од викотниците на гневниот. Постои само едно нешто во светот кој можете со сигурност да го промените, тоа сте вие самите. Да почнеме од себе си, да не ги менуваме другите, туку себе си, а кога тоа ќе го сториме, тоа ќе се примети и луѓето ќе го видат. Не е можно се да се докажува. Пред некој ден зборував за Бога, дали може да докажеме дека Бог постои. Не можеме со некоја формула, но и оние другите не може да го докажат со формула дека Бог не постои. Затоа тоа се прифаќа со вера. Иако има докази во Библијата и во природата дека сепак постои некоја сила, таа сила ние нарекуваме Бог, кој управува со настаните и со се оно што постои на оваа земја. Не е можно се да се докажува. Те заслужува само оној кој никогаш не се откажал од тебе. И еве, уште една мисла, родители, единствените луѓе кои сакаат да бидеш подобар од нив. Значи, родителите се единствените луѓе кои сакаат да бидеш подобар од нив и тоа не им пречи. Не завидуваат кога децата се подобри од родителите. Сите други ние како луѓе понекогаш се појава некоја завист. Ете, тој подобар од мене, подобар игра фудбал, подобар е во ова и можеби се јава кај нас некоја нетрпеливост и така нато. Меѓутоа, кај родителите тоа не се случува. Тие се горди, тие се радосни, тие се поносни, што се вели, ако нивните деца се подобри од нив. Може би подобра школа завршиле, подобро умеат во некои работи, може би керката подобро готви од мајката. Мајката се радува кога децата ги гледа како напредуваат. Еве, тоа беа неколкуте капки на мудроста. Сега да го проследиме примерот за сите нас и да извлечеме корисна поука. Насловот на овој пример гласи Тед Столард. Послушајте го, многу интересен и има силна порака од овој вистински настан. Тед Столард не бил дете кого лесно го повикувале на роденденски прослави. Во училиште му било здодевно. Зборувал единствено кога ќе го повикале, но и тогаш не зборувал како што треба. Носел скинати алишта, кои шириле неподнослив мирис. Секогаш кога учителката ги оценувала неговите писмени задачи, имала посебно задоволство да ги означи сите погрешни одговори и на врвот да напише една голема единица. Вака изгледала неговата историја. Прво оделение. Теди е добро дете и покажува потенцијал, но има лоша семена ситуација. Второ оделение. Теди е повлечен и тивок. Неговата мајка е болна. Трето оделение. Теди заостанува, неговата мајка умрела оваа година. Неговиот татко е алкохоличар. Четврто оделение. Теди безнадежно заостанува. Неговиот татко се одселил. Теди живее со неговата тетка. Многу е потресен. Дошол 8 март и сите деца донеле подароци во училиштето. Сите подароци биле убаво завиткани, освен на Теди. Неговиот подарок бил завиткан во весник и бил залепен со селотейп. На подарокот пишувало за госпоѓата Томсон. Учителката ги отворила подароците еден по еден. Кога го отворила подарокот на Теди, внатре била огрлицата на која и недостасувале неколку делови. Внатре таа видела едно шишенце, половина наполнато со парфем. Другите деца почнаа да се смеат, но госпоѓата Томсон се воздржала. Ја зела огрлицата и рекла, зарем не е преубава? И парфемот убаво мириса. За време на одморот Теди срамежливо се приближил до учителката и рекол, драго ми е што ти се допаѓаат подароците, госпоѓо Томсон. Цел ден мирисавте на мојата мајка, но и низината огрлица добро ви стои.
Кога отишол Теди, госпоѓата Томсон ја спуштила својата глава на масата и почнала да плаче. Барала од Бога да ја прости. Го молела Бога да ја помогне да го види она што Бог го гледа во Теди. Кога децата следниот ден дошле во училиштето, госпоѓата Томсон била нова учителка. Давала додатна настава на децата кои биле послаби во учењето, а најмногу на Теди. На крајот од годината Теди пристигнал многу деца, дури од некои бил и подобар. После 3 години госпоѓата Томсон ништо не слушнала за Теди, но еден ден примела писмо. Во него пишувало: Драга госпоѓо Томсон, сакам да бидете прва која ќе дознаете дека матурирав и дека сум втор во генерацијата. Со љубов, Теди Столарт. 4 години подоцна пристигнало друго писмо. Во него пишувало: Драга госпоѓо Томсон, сакам да бидете прва која ќе дознаете дека дипломирав како прв во класот. Факултетот не беше лесен, но го сакав. Со љубов, Теди Столарт. 4 години подоцна пристигнало трето писмо. Драга госпоѓо Томсон, сакам да ве известам дека од денес сум Теодор Столарт, магистар. Што велите? Сакам да дојдете на завршната свеченост и да седете на местото каде што би седела мојата мајка, затоа што вие сте ми семејство кое го немам. Со љубов, Теди Столарт. Почитувани гледачи, кога го прочитав овој пример, да ви признам, се наежив. Чувствата ми тргнаа нагоре. Навистина, прекрасно искуство на овој млад дечко, кој во почетокот немал иднина. Мајка му починала, татко му алкохоличар, но ова учителка го прифатила. Иако и таа во почетокот гледала дека нема иднина, но го прифатила, му дала шанса. И ете, од ова момче станало вистински човек. Меѓутоа, се наежив кога ги прочитав овие реченици. После 4 години стигнало трето писмо во кое пишало: Драга госпоѓо Томсон, сакам да ви известам дека од денес сум Теодор Столарт, магистар. Сакам да дојдете на завршната свеченост и да седете на местото каде што би седнала мојата мајка, затоа што вие сте ми семејство кое го немам. Со љубов, Теди Столарт. И денес има многу млади, многу деца кои се без родители, напуштени или се во воспитувачки семејства, но кај да се, ако имаме контакт со такви деца, да покажеме љубов, почитувани гледачи, зашто ако спасиш една душа, Исус вели, многу тоа вреди во очите на Господа. Да покажеме љубов, да не ги отфрлиме таквите сиромашни деца, колку што можеме да им го покажеме патот кон Исуса, зашто Исус ги сака сите, без разлика дали сме млади или стари. Нека Господ нас не благослови, а и сите такви деца кои можеби се изедначуваат со овој Тед Столарт, но сепак Господ ги сака и таквите. Нека денеска бидеме и ние патокази, нека и денеска ние бидеме какова учителка која покажала многу големо разбирање и љубов кон таквите деца. Продолжуваме со песна, а потоа се враќаме повторно во нашата програма. Rastam, 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 o Isusa, rastam секој ден. Од утро што станам јас до вечерта пред сон, има ли поубаво за душа и за тело, кога јас на Исуса му давам срце цело. Растам во Исуса, нежно како трева, велат дека добар сон за растење ми треба. Насум гледам, шета мен излива ди и гори, и со песни вечен ликон вечноста ме води. Растам, 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 растам во Исуса, од тој ми дава
da skokam, trčam se da mučam ili igram. Ima li poubavo za duša i za telo, koga ja zna Isusa modelom srce celo. Rastam u Isusa koji najmilša recept, nema da me zavede ovaj bleskov svet. Isus nam mi dava hrana da sme site silni, podobrootvarstvo ti je naš slatki kolači. Rastam, 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 rastam u Isusa što sveto pismo čitam. Koga su na molitva sam nego da se sretnam, i od srce koga pevam pesma milna slavna, toga špijam živa voda nebesna i slatka. Rastam u Isusa i ljudom siguran, znam дека je со мене и јас сум заштитен. Не ми треба богатство ни мудроста на светот, кога сум со Исуса јас имам све што треба. Rastam, 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 rastam u Isusa kako ubав svet. Neka vidi svekoj, neka vidi ceo svet, дека Božja ljubov sveta srce moje krasi. Isus umrel za mene i sada da me spasi, дека Božja ljubov sveta srce moje krasi. Isus umrel za mene i sada da me spasi. Rastam, 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 rastam do Христа. Продолжуваме со утринската порака, утринскиот текст кој го наоѓаме во првото послание до Коринќаните, 3 глава, 9 стих. Ние сме соработници на Бога, вели апостол Павле. Бог ја почитува и сочува секоја искрена, сериозна душа која се труди да оди пред Него во совршенство на Неговата благодат. Тој никогаш нема да остави, нито да отвори, нито една понизна, потресена душа. Можеме ли да веруваме дека Тој ќе работи на нашите срца и доколку му го дозволиме, тоа ќе направи да станеме чисти, свети и со својата благодат, богата благодат ќе не оспособи да бидеме Негови соработници. Можеме ли со изострена, посветена перцепција да ја цениме силата на Неговите ветувања и да ги присвоиме истите, не затоа што сме достојни, туку затоа што со жива вера ја бараме Христовата праведност. Давајќи му светлина на својот народ во старите времења, Бог не работил исклучиво преку една општествена класа луѓе. Даниел бил од јудејско царско семе, Исаја исто така бил од царска лоза, Давид бил овчар, Амос говедар, Захарија заробеник во Вавилон, Елисије земјоделец. Господ како своји представници подигал пророци и кнезови, благородни и непознати, и ги поучувал за вистините кои требале да бидат пренесени на светот. На секој што останува соучесник во неговата благодат, Господ му одредува работа за другите. Сите треба да ги развијат своите физички, ментални сили до највисок степен на лична способност, за да можат да работат за Бога онамо каде што ќе го повика неговото провидение. Истата благодат, која ги одликувала Павле и Аполос со духовни предности, денес ќе им биде доделена на посветените христијански мисионери. Бог копне по тоа, неговите деца да имаат толкаво познавање и разум, неговата слава да му биде откриена на светот со таква јаснотија и сила што нема да може погрешно да се разбере. Луѓето што немале можност да се задобијат со образование и што во општеството заземат незначајна положба, честопати преку Христовата благодат постигнувале прекрасен успех во придобивањето души за Него. Тајната на нивниот успех се состои во нивната доверба во Бога. Тие секојдневно учеле од оној кој е прекрасен во совет и моќен во сила. Секој човек во чие што срце живе Христос и кој му ја прикажува на светот неговата љубов е Божи соработник и представува благослов за човештвото. Примајќи благодат од Спасителот за да им ја пренесе на другите од неговото суштество, се излива вистинска плима на духовен живот. Еве тоа беше и соодветниот коментар
почитувани гледачи, на текстот кој го прочитавме од првото послание до Коринќаните, 3 глава, 9 стих. Ние сме соработници на Бога. Каква предност имаме, драги гледачи, да бидеме соработници на Бога? Бог сака да те употреби тамо каде што живееш, во село, во град, во населба, кај да си. Бог сака да бидеме негови соработници во пренесување на радосната вест на Евангелието на луѓето кои се уште се во некоја духовна темнина. Сатаната успел да формира многу верски правци со цел да ги збуни луѓето, но постои само една вистина. Алфа и Омега, Исус Христос, почеток и завршеток. Исус вели, јас сум патот, вистината и животот. Кој сака да биде спасен, мора да го следи Исуса. Тој пат е трасиран, обележан на страниците на Светото писмо, бидејќи е обележен со Христовата крв. Исус го дал својот живот за ниту еден да не загине, току сите да имаат вечен живот. Одлуката е твоја, наша почитување. Дали ќе го следиме Исуса или ќе ги следиме обичаите, традициите, кои денеска ги има многу нови простори. Во сите села и градови има различни традиции. Но ајде да ја следиме Библијата, Свето писмо. Таму ќе го откриеме нашиот Господ, Спасител Исус Христос. Таму ќе го откриеме оној пат кој ќе не однесе до вечниот живот. Зато вие препорачуваме и дописната библиска школа онлайн, значи преку интернет, не мора да одите на пошта, не мора да испраќате писма, дома од вашиот компјутер, од вашиот лаптоп, седнете и напишете Библијата зборува.мк, ќе ви се отвори една убава страница и таму има 8 подрачја за проучување на Библијата и археологија, и за семејството, и за доктрината, односно за верувањето. Има уште многу интересни работи, слободно отворете. Ајде сега да ја видиме и рекламата за дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Почитувани гледачи, се враќаме повторно во нашата програма. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите во живо ова наша програма. Програма која се емитува секој утре од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути на радио Глас на надежта. Ова е адвентистичко радио кое ја приготвува програма за сите вас без разлика каде се наоѓате, дали во Македонија или во странство. Може да не следите, значи преку интернет на сите 4 делови на светот. Вчера имавме прекрасно време во Кавадарци и кога се враќав од студиото дома, видов една група на млади кои беа така слободно облечени во кратки мајци. Меѓутоа нешто ме привлече кај нив, сигурно имаше и некој од нив од странство, тоа е размена на студенти, така да тие престојуваат можеби овие денови во Кавадарци. Се враќа од паркот, топло, меѓутоа нешто го привлече моето внимание за кое сакам сега да малку зборувам. А тоа нивните тетоважи по рацете, по телото, по грбот, по вратот. Видов големи тетоважи, пишуваше нешто на англиски, некои имиња, некои реченици, но не е тоа важно што пишуваше, важно видов големи тетоважи. Не само вчера сум видел тетоважи и кај женски, значи од женскиот пол на рацете, на ушето позади или на некои други делови видливи за јавноста. Дали е добро да правиме тетоважа, почитувани гледачи?
Mladите прашуваат, и постарите, дали да се тетовирам? Тоа е сега многу привлечно, многу модерно, да имаш некој имење на девојка, на дечко, на некоја спортска звезда, на некој глумец, на некоја политичка партија, водачна политичка партија и така натаму. Еве што дале изјави две лица. Некои тетоважи се убави, тие се вистинска уметност. Друг рекол, 2 години сонував за мојата прва тетоважа. Тетоважите ги има на секој чекор, или барем така изгледа. Рок звезди, спортисти, манекенки, филмски звезди нападно го истакнуваат тоа. Многу тинеџери се повеле по нивниот пример и гордо ги покажуваат тетоважите на своите раменици, раце, половина, глуждови и така надаму. Еве што кажал еден. Тетоважите се во мода, а дали некој ќе се тетовира или не, тоа си е лична работа. Да, лична, но ќе видиме, еве малце подолу во текстот што се случува. Во една енциклопедија, еве што пишува. Тетовирањето е постапка со која се прават трајни слики на телото. Се врши така што се прават мали дупчиња во кожата со помош на остро стапче, коска или игла, кои биле потопени во пигменти од природни бои. Иако е тешко да се дојде до точни податоци, еден извор проценува дека 25% од сите лица на возраст од 15 до 25 години во Соединетите Американски држави имаат некако вид тетоважа. Сенди вели, тоа е популарно зашто тетоважите им се толку привлечни на некои млади. Зошто, вели, е толку привлечно таа тетоважа за младите луѓе? За некои тетоважата е начин да направат импресивен романтичен гест. Ова личност вели, брат ми го има истетовирано на глужот името на девојката со која излигуваш. Тоа е во ред, кога имаш девојка, се сакате, но што утре ако се раздвоите, што утре ако се скарате и прекинете и си најдеш друга девојка, тогаш во што е проблемот? Поставува прашање. Тој не излегува повеќе со неа. Според списанието, едно списание, лекарите проценуваат дека повеќе од 30% од сите бришења на тетоважи се извршуваат кај тинеџерки што сакаат да го остранат името на бившиот дечко. Тука е проблемот. Кога утре ќе раскинете и не сте повеќе заедно, дори не се сакате, името не сакате да го споменете, а вие го носите името на девојката, на момчето, на дечкото, и што после? Ајде повторно се враќаме и ги бришеме. Има ли последици од таа тетоважа по нашето тело? Некои млади ги сметат тетоважите за уметнички слики. Други ги сметат за символ на независност. Јас имам контрола над мојот живот, изјавил некој дечко, додавајќи дека тетовирањето било единствената важна одлука што некогаш ја донела во животот, девојка, значи некоја. Тетовирањето им овозможува на некои млади да експериментира, да има чувство дека имаат контрола над својот изглед. Исто така, тетоважите може да служат како символ на бунт или на некој алтернативен животен стил. Така некои тетоважи содржат безобразни зборови или слики, или пак провокативни слогани. Меѓутоа, повеќето млади можеби единствено се понесени од модното лудило, но дали тоа што навидом сите се тетовира значи дека треба да се тетовираш и ти? Тетовирањето воопшто не е современа работа. Пронајдени се тетовирани египетски и либиски мумии кои датираат стотици години пред Христа. Тетовирани мумии се пронајдени и во Јужна Америка. Многу тетоважите биле директно поврзани со обожавање на пагански богови. Според истражувачот Стив Джилберт, најраната позната тетоважа што представува слика на која конкретен предмет, а не цртеж на нешто абстрактно, го прикажува богот Бес. Во египетската митологија Бес е похотен бог на развратот. Значено е што Мојсевиот закон му забранувал на Божиот народ да се тетовира. Значи, во Библијата, почитувани гледачи, строго Бог забранил да се тетовира човек по телото. Еве, во книгата Левит 19:28 вака пишува: не врежувајте засеци на вашето тело за покојник, ниту засечувајте некакви знаци на себе. Јас сум Господ, Бог
не се сложило. Бог не одобрувал ние да тетовираме по рацете, по нозете, по телото имења на нашите покојни. Паганските обожатели, како што биле египјаните, на градите или на рацете ги тетовирали имињата и символите на нивните божества. Со тоа што ќе биле подложни на Господовата забрана за тетовирање, израелците требало да се разликуваат од другите нации. Иако христијаните денес не се под тие закони или под тоа правило кое Господ го дал на израелците, сепак и во Ефисјаните, 2 глава, 15 стих, Бог индиректно укажува дека тоа не е добро. И затоа, ако сме христијани, не би сакале да ставаме такви засеци, такви тетовирани пораки по нашето тело, почитувани гледачи. Исто така има и здравствени проблеми, здравствени ризици од самото тетовирање. Еден доктор, ворен професор по дерматологија, го дава следниот коментар. Всушност, со тоа ја пробивате кожата и во тој дел внесувате пигмент. Иако иглата не влегува многу длабоко, секогаш која ќе ја прободе кожата, постои ризик од бактериска или вирусна инфекција. Мислам дека тетовирањето општо земено е ризична работа. Докторот продолжува, штом пигментот ќе биде внесен внатре, дури ако не настане инфекција, секогаш постои ризик да се јават алергии, воспаление на кожата и алергиски реакции, што може да предизвикат кожата да зацрвени, да отече, да се појави краста и да чеша. Иако тетоважите се прават со намера да бидат трајни, се користат неколку методи за тие да се отстранат. Ласерско странување, значи горење на кожата, хируршко странување, отсечување на кожата, демербазија, стружење на кожата со четка од жица за да се отстрани епидермот или дермисот, салабразија, користење солен раствор со кој се натопува тетовираната кожа и така натаму. Зошто тоа да го правиме? Зошто да се изложуваме на ризик по нашето здравје? Кога Господ не создал такви какви што не, како што сме создадени. Може на хартија да напишуваме пораки, па така да ги објавуваме, меѓутоа на телото тоа представува многу голема опасност. Познавам еден човек кој имаше тетоважи и скоро не носеше кратки ракави, зашто овде по раката имаше такви пораки кога бил млад и сега се срами од нив. Еве, тоа го кажува и една личност од Тајван. Вели, бев тетовирана кога имав 16 години. Сега имам 21 година и работам како службеничка. Ми пречи кога колегите се загледуваат во моите тетоважи. Еден друг британски службеник за ментално здравје вели дека за многу луѓе тетоважите честопати се видлив знак дека некој човек припаѓа на некоја насилничка, бунтовна, антисоцијална или криминална структура. Затоа, почитувани гледачи, дали сте млади или стари, посебно се обраќам до младата популација, да не бидеме привлечени од овој моден, како да кажам, стил на искажување на некој револт или на некоја љубов кон некоја личност. Можеме на друг начин тоа да го искажеме, а не да го шареме нашето тело. Иако, како сите модни лудила, во текот на времето тетоважите може да ја изгубат популарноста. Всушност, имали некоја облека, седно дали се работи за фармерки, кошула, фустан или чевли, што толку многу ја сака што би ја носил цел живот. Се разбира дека не. Никој од нас не носи фармерки цел живот или кошола или панталони. Си има рок на трајање. Ако е нешто ќе истетовираме по телото, тоа останува трајно. А после треба се подвргнеме на многу медицински третмани тоа да се острани. И затоа еве што некои кажале, се истетовирав пред да дознам за Бога. Се трудам да ја покривам тетоважата. Кога другите во црквата случајно ќе ја видат, се засрамував. Што ни кажуваат ова? Затоа да размислиме добро пред да се истетовираме. Не донесови одлуки за кои подосна можеш да зажелиш. Еве, тоа беше кратко размислување, почитувани гледачи, во рубриката за библиските личности, а сега зборувавме за тетоважат. Одиме со песна.
Еве неповторно во живо, почитувани гледачи, вие следите утринската програма на Радио Гласна надежда. Емисија која се емитува секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Следува рубриката да ја запознаеме нашата земја, нашата република. Денеска ќе слушнеме неколку зборови и ќе кажеме за селото Банско. Селото Банско се наоѓа во општина Струмица, во областа Подгорје, некаде околу 12 километри оддалечено Струмица, на патот за селата Габрово, Колешино, а граничи со Муртино и едноставно со Моноспитово, секако и со Бајрамбос, тоа се села со кои граничи ова село Банско. Вером сте слушнале за тоа село, бидејќи постои топла вода, Бања Банско, со хотелите кои таму ги има Цар Самуел, еден од појаките, поголемите хотели, кај што дат стотици луѓе на зимско лекување. Исто така, значи, има Банско е познато по производство на ран зеленчук. Ако го посетите, неминуно ќе видите многу пластеници направени, каде што се сади, веќе од пиперките, краставиците, тиквичките доаѓаат од Банско. Не само има таму стакленик, но има, значи, и под најлон луѓето ги прават, затоа што има топла вода. Дене, ноќе, лете и зима има извор на топла вода, кај што можеш ставиш јајце и за 5 минути јајцето ќе биде сварено. Интересно каква е таа природна убавина. Значи, имаме интересни податоци за Банско, еве ќе ви прочитам. Во времето на Беласичката битка во 1515 година се спомнува дека Василий II испратил од Солон еден силен одред кон Струмица, но тој успел да ја освои само малата блиска тврдина Термица, која се издига над тврдина на целото Банско. Во делата на Хаджи Калфа и Евлија Челебија се спомнува Панагјор, кој се одржувал секоја година во месец август во тоа село. Значи, близо до Струмица постои едно село, широко поле низ кое тече река со многобројни воденици. Во август овде се одржува славниот Панагјор, кој се вика Тујан. Тоа е, значи, запис од тие историчари. Банско е познато со своите топли минерални извори што се користат за производство на ран зеленчук, а одамна е познато и како балнеолошки центар. Неговите бањи се изградени во рано турско време,
a danes to izrasnova i kako rekreativen centar. Znači, pretežno žitelite se zanimavati so turizam i zimjodelstvo. Poznati se, rekao i hotelite kako Car Samuel, Dukat, Spiro Zahov i taka natamo. Bansko je jedna razvijeno selo, ima mnogo mladi. Spored popisu to 2002 godina vo Bansko živele 1992 žitelji, skoro 2000 žitelji, od to Makedonci 1064, Turci ima dosta okolo 900, Romi 17 i neznačitelno nekoj drugi narodnosti. Kako je da je, kojak je odete, znači pod Belasica ima 2 prioda za ova selo, tako da ke dojdete, ke go vidite, gdje ima mnogo staklenici kaj što se proizvede od krastavici, ranzeličog, a i mnogo plastenici kaj što luge to je sada skoro sve koje peda na to zemljište je nešto zasadeno za što je rodno i mnogo beriketno što se vele. Evo to je nekoliko informacij za selo to Banja Bansko. Ovutro, ki vi pročitam nekoliko savjeti za korisnost na morkovod. Super hrana koja go pomaga slabenjet. Nije ili vi koji imate možda malko poveke kila u vaše to telo, koristite morkov. Evo da go prosledime tekstot. V narodu je poznat kako priroden lek zato što je zgolemova prirodnata odbrambena otpornost na organizmu, pomaga pri reuma, šekerna bolest, kašljica, bronhitis i grip. Morkovod predstavlja hrana koja izobilova so hranljivi sostojki i se preporačava da se koristi vo dijetalnata ishrana i vo ishranata kaj decata. Ovoj korenest zelenčuk je bogat so beta-karoten, a osven za vidot odličen je za detoksikacija i namaluvanje na telesnata težina, zato što sadrži golemi količini na rastitelni vlakna i vitamin A. Vo 100 grama morkovi ima 41 kalorija, 3 grama rastitelni vlakna, 1 gram proteini. Morkovod je bogat izvor na vitaminot A, C i vitaminite od grupata B, a od mineralite materiji najpovijek sadrži kalijum i mangan. Morkovod je odličan izvor na pektin, koji vlije na maluvanje na apetitot za meso i mrsna je hrana. Bogate su folna kiselina koja je važna za proizvodstvo na hormoni koji go pomaga slabenje to. U ishranata može da se koristi svež morkov, pripremen kako salata i varen ili kratko obaren, može da se upotrebi vo supi, čorbi i drugi jadenja. Najdobro da se konzumira vo svežo sostojba nekoliko pati vo tekotne nedelata. Za da pripremite salata, izrendajte 1 golem morkov, dodajte malko maslinovo maslo i jabolkova kiselina po izbor i po vkus. Pokrij salatata mnogo je zdrav sveži sok od morkov koji može da se konzumira sam ili u kombinacija so drug sok. Evo, to be sovetite od poljeto na zdravjeto, deneska zbrojavme za morkov. Našte zeleni pazri se polni izobilova so mlad, ubav, svež morkov proletne. Zato, dragi gledači, koristite go morkovod vo vašata iskrena, za da imate dobro zdravje. Odime povtorno su pesna i ki se vratime da je prosledime i poslednata rubrika vo našata denešna emisija. Polja su žuta, tako kratak je dan, pođimo zakon, svoje slavimo sam. Isus nas šalje u
dragi grad, još zvoji sada u srcima našim, otkriva veo, budućnost na svud. Napred je život i svi ideali, pođimo hrabro, jer vodi nas Bog. Dajmo mu ruke, ovdje srce ne gori, nalog je jasan, ja šaljem vas. Veče se spušta, zlatni zapad već sjaj, polje se mrači, zrela žita su sva. Pođimo žurno i radimo vjerno, s Isusom naprijed, jer on šalje nas. Naprijed je život i svi ideali, pođimo hrabro, jer vodi nas Bog. Dajmo mu ruke, ovdje srce ne gori, nalog je jasan, ja šaljem vas. Naprijed je život i svi ideali, pođimo hrabro, jer vodi nas Bog. Dajmo mu ruke, ovdje srce ne gori, nalog je jasan, ja šaljem vas. Evo ne повторно živo, početno gledači, via sledite utrинската програма на радио Гласна надежда. Дойдохме до последната рубрика, за која секојаш одвојуваме време да кажеме што археологијата ни зборува за веродостојноста на Библијата на Светото писмо. Може ли образованите луѓе да имаат доверба во Библијата? Вчера го поставивме тоа прашање, еве сега продолжуваме. Кај што некои велат, јас не верувам дека книга полна со лаги би можела да биде добра книга, зашто тогаш не би можел да прифатам дека Исус е она што тврдил дека е. Едноставно не можам, бидејќи луѓето велат дека Библијата е книга напишена од луѓе, дека е лага, дека ништо нема од неа нешто да се оствари. Тоа се два става од кои еден мораме да прифатиме Библијата, или да ја прифатиме како Божја реч, или треба да целосно ја отфрлиме, зашто добрата книга не содржи лаги. Лично сметам дека единствен логичен заклучок е дека ова книга е Божја реч и сакам да ви предочам одредени факти кои го потврдуваат ова тврдење. Ниту една друга книга во историјата не е толку напаѓања како Библијата. Ја напаѓале скептици и рационалисти, но таа се покажала слично на гранитна коцка. Како и да фрлите, секојаш се дочекува на вистинската страна. Еден од приговорите што и ги упатува денес луѓето на Библијата е дека таа е застарена, бидејќи не се согласува со науката. Можам да ви кажам дека вистинската наука воопшто не е во спротивност со Библијата. Ако го посетите музеот Лувур во Париз, можете да разгледате 5 километри полици со научни книги. Ниту една од тие книги научниците не читаат веќе. Зошто? Затоа што се застарени? Не. Ни се чини дека научната книга стара 10 години, веќе 9 години е застарена. Дали е тоа така? Кога во библиотека ќе најдеме стари книги по 100, 200, 300 или 500 години? Не, те уште повеќе го привлекуваат вниманието на
на читателите, да предпоставиме дека Библијата би требало да се осовремени, да кажеме дека сме живеле 1000 години пред Христ и дека Библијата требало да ја усогласиме со науката што била актуелна во тој период. Можете ли да замислите како луѓето во 21. век би се смееле што Библијата била усогласена со науката 1000 години пред Христа? Или во Библијата да сме ги наредиле сите научни откритија од 17. век? Зар луѓето денес не би се смееле на Библијата? Или да кажеме 1760 години или 860 години, па дури и 1960 години. Значи да сме осогласили Библијата со тогашните научни откритија, научниците денес би се смееле на тоа. Во 1861 година Француската академија на науките издала книга со која во која е наведена 51 причина зошто еден научник не може да има доверба во Библијата. Денес научниците не можат да прифатат ниту еден од наведените причини во таа книжка. И кога би сакале да ја осовремениме Библијата според последните научни откритија, би требало да минуваме според нашето знаење, а тоа е мошне ограничено. Но, што се случува понатаму? Кои одговори ги дава ова книга, зошто образованите луѓе може да веруваат во книгата Библија, ќе слушнеме веќе во утрешната емисија. Еве, почитувани гледачи, ми беше задоволство што можевме и денес да се дружиме. Четврток, едноставно бевме заедно од 8:30 до 9:30. Еве некоја минута и помино 9:30, но како е да ви благодарам на вашето внимание, што ја следивте нашата емисија и посакувам убав ден. Им посакуваме честитки до сите они кои денеска прославуваат свој роден ден. Бидете благословени од Господа, имајте радост во овој ден и во наредната година да бидете радосни, весели, здрави и живи. Ви закажувам нова средба утре во исто време, на исто место, во 8:30. До тогаш, довидување и секое добро. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.